Во ова првата сесија, третата група на неопределени интеграли, ќе ги разгледаме другите таблични интеграли, кои директно се последици од тоа дека интегрирање е обратна операција од диференцирање. Значи, тогаш ќе имаме овие 8 основни таблични формули, од кои веќе ги работевме ова формула и ова формула. Значи, сега ќе ги разгледаме овие другите 5 формули. Пример 1. Интегралот од 5 на x плюс x на 5 dx. Гледате ја разликата помеѓу овие две функции. Ова е експоненцијална функција, а ова е полиномна функција. Значи, ова беше полиномна функција, што ја работевме до сега, x на n-ти, а ова е експоненцијална функција a на x, тука a е 5. Значи, гледаме дека ако го разделиме во два интеграли, двата ќе бидат таблични. Интегралот од 5 на x dx плюс x на 5 dx. Имаме 5 на x по 1 врз ln од 5. 5 на x по 1 врз ln од 5. И како секогаш се обидувам да пазам еднакво по и дробната црта главна се на истото ниво. Значи, плюс, сега, ова е тоа што ја работиме, знаеме дека ни треба дробна црта, x на n е 5, 5 плюс 1, врз истото 5 плюс 1. Ова не треба ништо да правиме, ова 5 плюс 1 е 6. Значи, 5 на x по 1 врз ln од 5, плюс x на 6 врз 6, сосмем сме готови, значи плюс c. Втор пример, интеграл, дробна црта, 3 синус на трети од x плюс 2 врз синус на квадрат од x dx. Сега, ви е јасно дека ова е штимена задача, значи овие степени се штимени за да ми припаѓат во овие таблични интеграли. Ова да не беше на трети или ова да не беше на квадрат, сосем на друг начин ќе требаше да се реши, ако се решаваше. Да памтиме, интеграли се од кај да направиме јајца. Треба да пробаме разни работи, да видиме како ни оди. Значи, првото нешто што ќе гледаме тука е дали ни се исплаќа да го делиме овие посебно. Гледаме синус на трети врз синус на квадрат, синус, кој имаме. И гледаме 2 врз синус на квадрат, значи 2 не ни смета, значи 1 врз синус на квадрат, и то го имаме. Па зато овој ќе ги делиме во два интеграли. Значи, првиот интеграл е 3 синус на трети од x врз синус на квадрат од x dx плюс 2 врз синус на квадрат од x dx. Цело време користам тоа дека ова е кратеница, ова е синус на трети од x, за синус од x сето тоа на трети. И зато имам нешто на трети степен врз нешто на квадрат, останава само тоа. Значи имам тројката напред и од синус на трети делено со синус на квадрат од x добивам синус од x dx. А тука двојка и ова останава 1 врз синус на квадрат, ама и тој е табличен. Значи 1 врз синус на квадрат од x dx. Сменаме, имаме минус 3 косинус од x плюс или минус 2 котангес од x. Се е изчистено, значи плюс се. Сега, последен пример ни е дробна црта, тангес, на квадрат од u,
врз синус на квадрат од u du. Овај интеграл воопшто не личи на ниту еден интеграл, само толку што има синус на квадрат од u, ама не знам што да правам со тангенс на квадрат од u. Па, може наједноставно е да сменам тангенс да биде синус врз косинус и да се надавам дека нешто ќе се исчисти. Значи, дел од интеграли е да пробаш разни работи, да видиш како оди. Значи, имаме голем интегрален знак, дробна црта тука, и овај тангенс станува синус на квадрат од u врз косинус на квадрат од u. Значи, тангенс од u е синус врз косинус на квадрат, двата се на квадрат. Ова е големата дробна црта, ова е помала. И врз синус на квадрат од u. Сега, гледам нешто дека може да се снајде, ке пишем врз 1 тука и довршувам со du тука. Сега ни треба надворешни со надворешни и внатрешни со внатрешни. Значи имаме еднакво интеграл, дробна црта, имам синус на квадрат од u по 1. Синус на квадрат од u по 1, а долу имам косинус на квадрат од u по синус на квадрат од u. du. Сега јасно е дека овај со то се крати и убаво добиев du врз косинус на квадрат од u, што ќе ми биде табличен. Значи, интеграл 1 врз косинус на квадрат од u du. Тоа е тангенс од u, готови сме, почнавме со u, завршавме со u, плюс c.